Имаме пациенти кои што се лечат на Facebook. Имаме пациенти кои што се лечат од баба Рада, дедо не знам кој, дедо Трајко и не знам како. Во помалите места немаме доктори. Или имате доктори кои што покрај дијабетот му дале уште 3 од интерна медицина дености денеска да работи. И вие не може да стасете како пациент. Негде околу 50% од пациентите тип 2 дијабет минимум, значи 50% треба да се водат од примарно здравство. Тука е проблемот. Нема термини никаде директно матичниот лекар. А ако сакаш побрзо сега има приватни клиники, оди си на приватно. Зошто Тоа е најдобро. за подолгорочна хипертензија со диабетес да морам да идам во Скопје кај доктор Ирфан од граничните места, од Мороишта, од Чиотам, немаат луѓето до Скопје за зборам за компликации и посериозни состојби, диабетолозима не може да ги испратат. Инфаркти им се случуваат. И се случуваат мозочни удари. Ампутации стасуваат. Нашето Министерство за здравство е единствена институција владина што од ЦФР не е трансформирана. Да, ама очигледно дека нема специализација. Не, така. Очигледно дека нема во внатрешноста, докторе. Повторно ќе се вратиме на таа здравствена политика. Значи соработка мора да има. Добро? Колку лица знаете отидоа млади на ретинопатија на анти-ВГФ терапија? На било која? Компликации. Знаете кај се буцкаат од Источна Македонија? Познати компликации во цел свет. Ма не ми одговарате. Прашање, не, Каде се буцкаат, дали знаете? Прво немам потреба да одговорам затоа што ја не сум ја тоа зборувам. decision maker на таков хистеричен начин за да сметава чекај Ама Македонија зарем толку докторе, диабетолошката служба. да ви кажам нешто. Не да ви кажам нешто. Во Македонија ако не хистеричеше во болници, ништо не се менува. Дали ние сме задоволни од таа работа што ја прави? Не сме задоволни. Извинете, доста тој ќе рече некој нешто, па ќе рече. Како нема да рече, сте алкохоличар, нека да се комплицираш? Добре дојдовте во клиника за се. Јас сум Минчата Насова Точи. Со дијабетесот не се живее еден ден, туку секој ден. Луѓето со дијабетес не бараат привилегии, туку навремени прегледи, современа терапија и систем што функционира. Но што кога термините се недостижни, центрите не ја исполнуваат во целост својата улога, а превенцијата останува само на хартија. Во клиника за се разговор за состојбата со дијабетесот во Македонија, за предизвиците на пациентите и за решенијата што предолго се одложуваат. Разговараме со Диме Велев, председател на Сојузот на лица со дијабетес во Македонија и доктор Ирфан Ахмети, директор на клиниката за ендокринологија и председател на Националната комисија за дијабетес. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Добре најдовме. Дијабетесот ретко е удар на вес, но секој ден тивко создава нови пациенти, нови компликации и нови предизвици за здравствениот систем. Прашањето е дали ние тивко се помируваме со тоа? Многу интересен вовет. Затоа што често пати и дијабетесот се нарекува као тивок убиец дури. Поради симптоматологијата што ја има во почеток, збориме за тип 2 дијабет, Така. каде што вредности на шекер од 7 до 9, нели, имаме веќе дијабет, а симптоми и знаци нема. И долгорочно таквите нели клинички манифестации доведуваат до хронични компликации, компликации на големите и на малите крвни садови и неретко се случува веќе при поставување на дијагноза кај самите пациенти да имаме компликации на крвните садови. Ние не седиме мирни, напротив. Ве гледам дека не седите мирни, да. Како пациенти, како удруženje, се прво ќе дозволите да кажам како пациент. Значи, кога не функционира системот, зборувам за формата, суштината имаме на документи, ако отвори било кој од СЗО, не знам од каде, немаме прекрасни протоколи, прекрасни закони. Се тоа е убаво, меѓутоа тоа не функционира реално. И што се случува? Ние имаме пациенти
кои што се лечат на Facebook. Имаме пациенти кои што се лечат од баба Рада, дедо не знам кој, дедо Трајко и не знам како. Имате дури пациенти што се лечат во туѓа држава. Како? Одат, некој им рекол, ќе имам интервенција на желудник, ќе немаш диабетес. Сега најново слушам, ако отидеш да интервенираат на хепарот или не знам на жолчката во друга држава, ќе немаш диабетес. И многу такви злонамерни, ја ги кажам злонамерни, изрази, односно интервенции од странски држави, и тоа не е здравствениот систем на таа држава, дозволува лицата со тип 2 особено, до нивната храброст, нивната, не знам, одважност, недоволно познавање на Ете тоа, да. состојбата со диабетесот, затоа што состојбата кај диабетесот не е болест, значи не е тоа самата по себе, болеста е само лоша состојба што во секунда може да предизвика компликација. И сега стои проблем, затоа се бориме да има термини. Прво од превенција. Никога објавивме ова соопштение, ова барање до Министерството. И затоа се обраќаме до Министерството. Затоа што знаеме дека има национален план за диабетес. Знаеме дека Национална комисија проверува, се грижи колку што може во рамки на ресурсите што ги обезбедиле болниците, амбулантите, кабинетите. Меѓутоа, самата клиника, меѓутоа реално немаме функционален систем. Зошто? Затоа што во помалите места немаме доктори. Или имате доктори кои што покрај диабетот му дале уште 3 од интерна медицина дености денеска да работи. И вие не може да стасете како пациент. Ќе ми го образложите А да тоа не зборуваме комплетно. компликација да превенираш. И компликациите. Борбата трае со години, Така. се знаеме ние од проблеми со недостиг на инсулини, од опасности по инсулините од паралелниот увоз, неквалитетни апаратчиња, недостиг на ленти и разни други работи. Последно е ова што укажувате на термините. Може ли да објасните во што е проблемот со термините? Така, значи, Да ги објасниме прво термините, а после и центрите и Па, буквално- компликациите и се поред. буквално термини нема зошто, че јас кога одам на доктор е во Велес, јас сум во Велес. Во Велес до минатата година имаше 3 докторки, диабетолози што не решаваа. Значи, не ги до луѓе со инсулин зборам. Велес има околу 7000 луѓе со Т2 диагноза. Се зборам за инсулински, што се за инсулин, кои што имаат прогресија на компликација, мора на 3 месеци додат, или еднаш месечно треба да Или направат докторот контрола. може однапред да креира упат. Како ќе крие однапред докторот кога Ако нема се јави компликација, каде, се мисли, кога- така? кога нема, можно се тоа сам да кажам, че докторот не е ендокринолог, не работи само диабетес. Докторот работи од интерна медицина и ургентна амбуланта, и со хепари, и со тироидна, што се работи, Зборот му е по други центри. значи по другите центри зборуваме. Не клиниката. Ние, освен на клиника што сме Клиниката е пренатрупана. сега, Секогаш. ние од друга страна како Сојуз кажуваме вака, бидејќи тоа го гледаме во светот преку IDF, а друга сакаме да имаме наука како Македонија. Ние со докторот како и председател на Национална комисија и преку научното здружение на ендокринолози, во IDF сме членки двете организации. И сега сакаме да објавиме некој труд, сакаме да презентираме нешто. Не можат реално да седнат, да се направи посериозна научна анализа и да се објави на ниво на IDF, да речеме во Европа, во Македонија, на Балканот се случува тоа и тоа со диабетес. Имаме запирање, например, од некоја терапија, имаме прогрес. Зошто? Заради ваквите проблеми што настануваат повремено или многу работа имате? Многу убави работи беа кажани, но тоа што е многу важно, ние на некој начин не успеваме да го рационализираме, значи секоја одговорност од одговорноста на самиот пациент, нели? Секогаш викаме добро едуциран пациент е најдобриот диабетолог за неговата состојба, па понатаму на здравствените кадри од примарното здравство пред се, пошто тоа е базата
во менаџирањето, односно во водење на дијабетесот, збориме за тип 2 дијабет. Така. За тип 1 дијабет веќе се И знае треба на оди таму и терцијерно се ниво знае. и завршена работа. Понатаму, значи тука негде околу 50% од пациентите тип 2 дијабет минимум, значи 50% треба да се водат од примарно здравство. Тука е проблемот каде што не знам зашто има некоја инерција, да кажеме, Матичните? за примарното здравство Така. збориме за матични и специјалистите по семена секунда. медицина. Семена медицина. После тоа, значи, дијагностицирање, иницирање на терапија, интервенција, многу е важно, По- во стилот на поедноставно. животот, односно вклучување на прв антидиабетик, според алгоритамот што ние го препорачуваме според националните водичи Мгм. за менаџирање на дијабет, но и според светските релевантни асоцијации од типот на Меѓународната федерација за дијабет, што кажува да име IDF, односно Европската асоцијација за студија за дијабетесот. Понатаму, следење на 3 до 6 месеци, се има препораки. Дури во службен весник Си има има стратегија, точно. национален план, се Така, си постои. Не, значи ова, во службен весник веќе се излезени пакетите што треба да направи еден лекар од примарна здравствена заштита. Има и отпор или што е? има некоја инерција и тоа го дискутиравме со министерот, пошто нели збориме за дијабетесот е една хронична доживотна Така. болест, прогресивна е. Имаме нажалост прираст, односно раст на преваленцата, на вкупниот број. Така да факт е дека Да се фати на време и со превентивно. постоечкиот кадар, доколку не се вклучи примарното здравство, че немаме доволно кадар на специјалисти кои ќе се бават со покомплицирани форми кај лицата со дијабетес тип 2. Што е проблем? Не се стимулирани или не се Тоа заинтересирани? дискутиравме прво моја средба со министерот беше да како да ги стимулираме овие лекари за да тие дијагностицираат дијабет тип 2, што мислам дека во цел свет така се прави. Да не збориме за земји што се многу развиени, каде што на терцијерно здравство одат само 10% од лицата Да, со да. дијабет. Да. Но еве ние како земја, ние како лидери нашата клиника во дијабетологијата, односно во дијабетолошката служба, секогаш кажуваме дека лицата што се тип 1, тип 2 на инсулинска терапија сепак треба да дојдат во центрите за дијабет, односно тие што се со многу заболувања, коморбидитети што ги викаме, Да бидат следени да таму. бидат следени од страна на терцијерно здравство, затоа што тука треба мултидисциплинарно да се пристапи. Ако Ете има проблем со срце, со кардиолог, ако има проблем со бубрези, со нефролог, со офталмолог и така натаму. Тоа е основниот проблем што мислам дека е решлив. Една работа. А втора работа може Димече кажува дека постои дефицит, нели тоа е природен процес да лекар оди Постои или не од сега? да и речеме тоа ќе во е пензија. Да. И таму ја како студент, загребачки студент што би се рекло, Таму студиравте? Да. Но зашто го кажувам ово? Имавме еден предмет интересен, организација на здравствена заштита и здравствена политика. Значи поентата е да направиш пред време ти план. Многу важен. Апсолутно. Многу важен затоа што да не испадне докторот оди пензија, чекај сега кај ќе најдеме. Значи тоа се прави минимум 5-6 години назад. Сега Министерството за здравство, пошто нели сега се сменија овие начинот на специјализација. Повторно се враќаме да речеме интерна медицина 5 години, па понатаму субспецијализација. И фактички сега тоа одделот за човечки ресурси треба да прави мапирање во сите центри, градови, Каде што недостасува и такви специјалности да има, а не по желба. Јас сакам тоа, јас сакам тоа. Па беше по желба и направија еве што ни се случи. Платените нели специјализации направија куршлус, немаше државни. Така. И ете тоа е. Мене ме интересира како се прави
план за креирање на упати, ова со термините, која е улогата на мој термин? Има ли улога мој термин тука? Кој ги креира упатите? Кој го Можам прави ја да тој кажам, план? пошто ние Ајде. повеќе сме инволвирани Ајде, во за да ова. го објасниме тој дел, па после Да, значи одиме на обично се во друго. центрите за дијабетес еден специјалистички преглед е планиран за 20 минути. И сега, значи, минимум 6 часа треба да работи една амбуланта за дијабет. Така. Според програмот, негде околу 16 до 18 прегледи дневно, вклучувајќи и 30 минути пауза тука треба да има. Значи, се пуштат термини од 1 до 5 од постоечкиот месец, да речеме јуни, за јули, за следниот месец. И матичниот лекар, значи, може да закаже термин кај докторот за цел месец тоа е. Значи, за, да речеме, Сега зборуваме за каде да закаже, на Да. ендокринологија во или центри од за дијабет. или од компликации на очен, не, па не, на не, тоа е друга тема. Тоа е друго? Значи, Тоа е збориме веќе за повисока дијабет. тема. Термини за дијабет Каде збориме. фала термини? Тоа Значи, мислам. Тегде фала. Сега, има според мене 41, според Диме, еве нека е 35 центри, вкупно 95-6 кабинети, односно амбуланти за дијабет. И тие закажуваат термини. Но проблем е ако недостасува, да речеме, во одреден град лекар, може нема да има секој ден термин, него претпоставувам оди од друг град лекар отвара термин само еден ден или пола ден. Така тука би бил проблемот зашто нема кадар во моментот, односно дефицит како што вие кажувате на специјалисти за отварање на термини. Значи, мој термин само е алатка за да ние ги закажеме нашите активности. Знам, ама нели пуштаат у одредено време, како беше тоа? Точно. Така? Сега, втора работа, значи, итни состојби, односно Ете тоа. проценка што би било ако не би бил прегледан пациентот, тоа е веќе друга постапка. Значи, ние сме лекари на крај. Нели збориме ние, еве и Диме знае. Кај нас нема враќање назад пациент. Значи, подобро да го прегледаш, отколку 5 до 10 минути да ти одат да му објасниш како треба да оди да зема упат со приоритет, па не дават, имаме такви проблеми. Факт е дека треба да се организира, значи, начинот како еден пациент да биде прво диагностициран, следен и не потребно да не оди последните чекори, затоа што тој пациент што доаѓа во центар за дијабет, а нема потреба, му го фаќа местото на тој што има потреба. Навистина има потреба. Тоа е најважниот проблем. Еве, ние често пати, јас и како директор, нели, имам врска и да ги следам, да следам работава. Често пати се случува да во една приоритетна наша амбуланта што е многу оптеретена, што исто така, значи, од наша страна има реакции, ние не можеме да покриваме толку голем број на пациенти. Се случува да редот го чекат, тешки болни дури излегува лекарот да види кој е тежок, кој не е тежок, тие што се полесни не му пуштат предност на вистина приоритетниот пациент. Така да има проблеми, но треба да ги решиме вака заедно. Јас секогаш се сеќавам на една давно 20 години има, значи, Diabetes Attitudes, Wishes and Needs. Така да потребите и желбите секогаш треба да ги анализираме, предизвиците, и многу сме направиле, но секогаш проблемите да ги решаваме. Да, во тама Овај проблем, еве ги од Сојузот алармираат. да, На што? Вака, Комуницирате со Тоа е луѓе, како еден пациент од село некаде, од рурална средина дури дојде, тоа сакам како да да кажам дојде така. до упат? Што Значи, ви велат? Директорот супер каже за Скопје и до И Скопје, го објасни убаво, ама меѓу да. Скопје и центар за дијабет. Сега, ние што реагираме кај што министерството не функционира. Не реагира. Како што министерот му е надлежен на директорот на клиниката за ендокринологија, Мгм. дијабетес и метаболни состојби или нарушувања,
така му е директор на болницата во Струмица, во Велес, во Здравен дом Радовиш, во Охрид и така натака. И на тој ќе им каже вака. Пациентите со диабетес не може да си играете да не ги прегледуваме. Извинете, точно си играат. Како? Од менаџерски аспект, не докторите. Кажав, презафатени се овие диабетолозите, ретко има ендокринолози внутрешноста, набројат се бројат на прсти, доктори науки, се трудат сите да прегледуваат, меѓутоа не е возможно, кажав, природата на состојбите. Што се случува? Ние, кога зборуваме за термини, пред 2 години на 14 ноември апелиравме, односно, отворивме дебата и Национална комисија и сите се слошија дека, бидејќи тоа стапи на сила, или 3 години беше, стапи на сила новиот протокол за примерно здравство. Да ви кажам, таму многу убаво пишува и сеќавам ја сега. Да. Пациент со вредност кој што ќе дојде тип 2 до 13 единици утрински, до 8,9 ли беше, или до 9 Милимоли месечен, да, друго, милимоли, да. до 9%, го решава примерно здравство. Во Словенија и во Хрватска, мислам дека сега и Србија, не тврдам, дури инсулин му даваат. Од овој хумани, од Базален. инсулин и така натаму. Базален. Кај нас не сме ништо да ти дава освен метформин. Што се случува? Тој докторот, општиот, имаме отпор кај докторите. Примерно, Зошто не зборам, сме да даде? не сме, Не сме да даде, него Инсулин. рековме таа Пракса е инертност, тоа, инерција. пракса е. Да, Без инсулинот, инсулин да, зборам. за инсулинот инсулин не сме да Тоа даваме. Работа сега, горе, затоа што на сепак потребна е терцијално здравство. поспецифична едукација. Се согласувам, Како не да се сакам тоа да го... иницира инсулинот, кажав, дозите и сето тоа. Не сме во таа фаза. Јас кажувам до кај се Доволно е да доцирани. оралната антидиабетска терапија да ја иницират, тоа би било од голема помош за центрите. И треба тој примерен семеен доктор, фамилиарен како се вика, треба да се бори со диабетесот да го стабилизира. Не го стабилизира над таа вредност што ја кажав, Праќа во центарот. во центар за диабетес. Сега, во меѓувреме се случува компликација. Очи, бубрези, срце, невропатски промени на нозе, на стапало и така натака. Нема термини никаде директно матичниот лекар. А тоа е Нити тоа. центарот за диабетес, секундарно здравство, нема право, порано имало право, тоа ми го кажуваат повозрастни пациенти, ја не сум искусен, јас сум 12 години, веле имаше порано во Југославија или после Југославија, не знам кога, а во болница, во секундарно, кој ќе отидеш, ако појавиш Имаше мој термин. срце Во тоа проблем, време немаше. ако имаш очи проблем, онма те Одма, препаѓа, те препраќа со супа, хартиени упаки. Да. имаше, да. и ти веднаш се третиран. Ние сега што правиме? Сега, дури на клиника да ме прати за диабетична ретинопатија, да ме провери, кој што е брза, кој што нема предвидливост, научно нема предвидливост, ретинопатија И за опасно. диагностицирана. Да. И ти вика, вика сега е јуни, у септември. Не се значи не се проблем одмори периодот. Туку тогаш толку доктори, толку термини има. А ако сакаш побрзо сега, има приватни клиники, оди си на приватно. Фондот не ги презема тие прегледи. И си ги плаќаат. Лице со диабетес, ако сака побрзо да добие диагноза за состојбата со ретинопатија, или може срцев или мозочен удар, дури и невропатски промени од по приватните клиники. А плаќаме здравство. Нас ни се случува луѓе кои што им индицирале пред 1 година диабетична ретинопатија, наместо 2 инекции, исто пациенти ми се да примат анти-ВГФ терапија. Иначе се извинувам инекции, че анти-ВГФ терапија ампуларна, они примаат една, дури другата година уште една. Државно здравство зборам. Нема термини. Нема кој да води грижа. Ние имавме на клиника еден ендокринолог, офталмолог, сега нема. Чи на клиника кој се одеше, пак ќе ви го каже, Се замина. си замина пензија. Сега се активира, ама овој период, до сега, значи, 8 месеци, 9 немаше, луѓето се збуни. А за кардиологија, и се река сега кардиологија и ендокринологија, во Скопје, зборам за клиникиве, се река што водат некаква политика директорите, зборам здравствена политика,
Па Но подобро се прифати. функционира. Сега па се појавуваат тие проблеми што викам, значи не е леп, ова не е леп, како беше леп преку покача. Абе не сакам покача, сакам леп да имаме. И докторите да работат и наука да имаат. И сакам да функционираме пациентите локално дома. Зошто Тоа е најдобро. за Да. подолгорочно Регионално. подолгорочна хипертензија со диабетес, да морам да идам во Скопје кај доктор Ирфан, така. за да ми каже дека треба да примам Продолжи. друга терапија за хипертензија, не ваа послабата, затоа што немало во моето место, во моето село. Јас сега посочувам, имаме сега последните, иначе од Охрид, од Косе, се извинам, од Трпејца, од граничните места, од Мороишта, од Чиоттаму, немаат луѓето до Скопје, за зборам за компликации и посериозни состојби, диабетолозима не може да ги испратат. Инфаркти им се случуваат. И се случуваат мозочни удари. Ампутации стасуваат. Ние имаме во Сојузот луѓе кои што за пола година изгубија нозе, затоа што не може термини да добијат. И што терапијата, среќаш имаме современа терапија, тоа се. А ние кога зборуваме за терапија во Македонија, да доктор Ирфан обичаено ме потсетува, нели вика имаме современа, да, тоа не значи дека треба да застанеме. Затоа што има уште понова, кој што уште не е донесено во Македонија. Јас се трудам како пациент и таа да дојде. Кој што се боравме за овие на 40 часа, сега веќе има инсулинска терапија еднаш неделно или два пати неделно. Сега таа сакам побрзо да дојде за тип 2. Не како амбиција, не како болна амбиција да имам ја власт. Јас кажам, ја не сум политичар. Джабе мават, ја гледам јавна стаме мават мене. Јас сум пациент, еден ден ќе завршам председател на Сојуз. Што ќе оставам за мене, што ќе оставам за моите пријатели. Затоа се борам не како функција, се борам како одговорност, како пациент, знаејќи ги состојбите дека може да бидат многу подобри, дека Министерството за здравство, зошто го повикувам Министерството, не повикувам фонд, не повикувам комисија, ги има документите, сме се завршили работата. Министерството треба, иначе ја да кажам сега, ќе дозволите, нема врска клиника, јас како перципираат и светот нашето министерство. Нашето Министерство за здравство е единствена институција владина што од ЦФР не е трансформирана. Нешто е прилагодена, кабинет, не знам што. Трансформирана се одвои фондот од Министерство Само од тоа. 2004 и 2005. Не, знаете што зборам јас? Во Министерство за здравство немаме оделение за диабетес. Немаме еден координатор. Знаете што може да постигне попрво тој координатор на Министерство за едно работно време. време? И на националната комисија, ама ќе кажете што е. Видете, сега зборувам ја оперативно. Значи 10 доктори да се јават, 15 аптеки да се јават и 100 пациенти да се јават на координаторката што е. Што може да направи? Координаторката е одговорна само за дистрибуција. Ма не може така, во Министерството треба некој да биде одговорен, Одсек да има. да има оделение цело, кој што ќе интервенира за примарно, секундарно здравство, Па има ќе ги таму врши одговорни контролите. за примарно здравство. Дозволете, нема доктор. доктори. Вие може ксова се работат. Има. Ние не ги гледаме надоле. Добро Така ни се случува директорите на болниците да не испорачаат специализации за диабетолози и ендокринолози, туку да не знам што во болниците во собствените региони. Па тоа ако бараат директорите и ако им се одобри, така. Апсолутно. А директорите што бараат Дали диабетолози, па им се последен ставени. И таа листа која свртиме, директор на болница побарал се, министерот, не овој министер. Не. Значи година назад не му дава, ама очигледно дека нема специализација. Не, така. Очигледно дека нема во внатрешноста, докторе. Повторно ќе се вратиме на таа здравствена политика. Значи соработка мора да има. Здруженја, институција, здравствен дом, медицински центар, болница, со Министерство и фонд и институции. Зашто го кажувам? Еве ја како директор. Значи јас правам проценка со тимот, секогаш со тимот, нели? Дали нас ни е преоптеретена работата, дали ние имаме потреба од кадар, од каков кадар имаме. Правиме план. Министерството бара секоја година. Дали имате доволно кадар за национална комисија не, како директор, како директор, зборам на институција како работуваме, како оди хиерархиски. И после доставувам барање. Поради зголемениот обем на работа, потребите, не знам што, имаме потреба, пример, од еден лекар, специјалист, еве да речеме офталмолог, и од една медицинска сестра. Доставувам барање во МИОА, Министерство за информатичко општество,
доставувам барање потоа во Министерство за здравство, потоа во Во фонд за финанси, во здравство фонд и на крај финанси. финанси. Тоа е процедурата што треба еден Подобро. директор да го Не да направи. ме разберете што зборувам. Не е поентата. А ова Ја, што не ти го кажам, кажам ти што за кажуваш. специјализации. Значи ова е Не, не тоа. се мешам во специјализации. Да ми одговорите нешто. Да. Може да ми кажете кој е планот во Македонија, не на клиниката. Не зборам за Добро. клиниката. Кој е планот во Македонија да не растат ретинопатии, да не растат срцеви удари, да не растат сечење на нозе, да не растат диализи, Има лица со план. диабет. Кој ви е планот да превенирате? Значи, Не да дистрибуираме. Значи, ние имаме лани 5-6 пациенти, се извинам, 6 пациенти што завршиле на диализа. Една диализа во просек 15.000 евра. Знаете колку лица со диабетес од Сојузот што ги знаеме отидоа колку пари? 200.000 евра. Значи, има. дозволете, Добро. колку лица знаете отидоа млади на ретинопатија на антивегеф терапија? На било Се која? компликации Знаете кај се општо буцкаат од познати- Источна општо Македонија? Познати компликации Не, во цел свет. Ма не ми одговарате. Прашање, не, Каде се буцкаат, дали прво знаете? немам потреба да одговорам затоа што Не. ја не сум ја тоа зборувам. decision maker што ви Точно, рекој убаво. човек што Убаво би кажавте, ти затоа го кажал, адресирам но, министерот. Не вас. но, во однос на Националната комисија за дијабет, Не ставиат комисијата. во однос Кажу на, министерот. затоа ти викам, обврските наши како советодавно тело се точно дефинирани. Но ова што го кажувам, како лекар ќе ти кажам, затоа што и ние ги следиме. Јас сум универзитетски професор. Значи Апсолутно. мене ми е побитно континуираната едукација што ја правиме од општата популација, нели, издаваме книги, Едукациите, да. не само превенција, да, Превенцијата е туку но едукацијата. превенција што значи? Примарна превенција, Да. да навреме Секундарна, дијагностицираш, да. секундарна превенција, да превенираш Да, што? компликации, рано да ги препознаеш и лекарот општо да знае дека се појавува ретинопатија, веднаш да го следи. Што ти значи ретинопатија непролиферативна блага форма? Да регулираш шекер, да регулираш притисок, да регулираш масноти, да се дисциплинираш, да се придржиш на основните правила. Понатаму, континуитетот и во цел свет е, но поентата е да ние сите заеднички се справуваме со дијабетесот. Што кажуваме? Пациентот е во средина, така? Точно. Холистички пристап, мултидисциплинарен. Сите имаме одговорност. Не може да се усмериме прст, он развил ретинопатија. Да, развил ретинопатија, но причината да видиме. Дали се придржа на нашите совети? Дали регулирал за 3 до 6 месеци хемоглобина 1C? Дали притисокот? Дали маснотите се регулирани? Не се регулирани. Немаме ние, не периме прст према некого. Уште појасно да И кажам. националната програма, националната стратегија ни е најважна. Секој сегмент треба да си го знае каде му е место. Си го знаеле, И- се придржуваат ли Значи, сите? тука ни е проблемот како ние не дека не работиме. Значи, сите работат. И матичните лекари, специјалистите после, да не ги критикуваме сите. Значи, имаме колеги што Сериозно. перфектно работат, сериозно работат. Кој критикува докторите овде? А, Јас дозволете. Сакам да ти кажам. Дозволете, супер. Значи, Ги кажавте двете работи што ми ги земавте, ми ги извадивте од уста, баш благодарам. Ние со Национална комисија и едукација правиме со нив и ја подигнавме свеста на пациентите и во Сојузот и затоа се реагираме. Затоа што сме читале едукативен материјал, знаеме што ни следи, ја знаеме националниот план нема превенција, првата стратешка цел, и затоа сега викаме, за да има превенција, да има правилно И добро третирање, тоа што се да зборува не и развива треба да се ни Точно е, требаат но нови термини. не на таков хистеричен начин за да сметава, чекај, А во Македонија, зарем толку Да, лошо докторе. е диабетолошката а служба, да ви што не кажам е нешто, така. не да ви кажам нешто. Во Македонија, ако не хистеришеше во наводници, ништо не се менува. Не. А министерот да не е здрав и жив, Види, дури ни хистерија не приметува. значи, Овој министер ништо не приметува. Ако не сте вие Националната комисија, не е ја така. мислам дека Значи, министер према Сојузот, ја ќе ти кажам. према Сојузот ви Значи, кажам. толку има доверба во експертите што ти кажува национална комисија. Министерот треба ли да се види со пациентите? Да поразговара. Тука Нема ја мислам право. дека вратите ви се Добро, отворени. зборуваме за Не се. центрите, отишле директор на фонд, министер да видат
Како функционираат центрите? Фондот да, Биле- фондот да. бил така? И ги знае, и ги менува фондот работите. Ама фондот во овој дел што зборуваме сега, Нема во надлежност. однос има многу ниска, многу малку има Аха, можност да мгм. направи. Зборуваме за прегледите за терапиите, Организација. овие што се програмски, што припагаат во Министерство за здравство. Така. Ете, тука е таа што бараме, и јас што во март месец на конференцијата кога дојдовте со директорот, И што барајте и преку кажавте- нас, ќе одиме кај министерот и Кога- завршена работа. кога кажа, јас стварно, јас се изненадив во март позитивно, кога ни рекоа пред директорката Најдев, од 27 сите програми одат во Министерство во фонд за здравство. Видете, фондот има други можности, други надлежности и е пофлексибилно за промени, надградби, доградби. Збориме за Добро, друга му терапијата. е Збориме за функцијата терапија, на да. За фондот. терапијата. Ама нас тоа ни треба. Таму да биде пофлексибилно. Ќе ставиш нешто на позитивна листа, нешто ќе пуштиш на програма, нешто ќе стави на Тоа како се иска вика, ние. префундација. Заеднички Ама го сега- предложивме Не, ние одлучува како комисија, заеднички го Точно. предложивме и директорот на фондот е многу сериозен, И така, заедно со ама, министерот. Кој ги Затоа време што што ќе правиме сега? тоа е програма на Мора тимски влада. да се работи, Програма да. на влада, тоа не е процес за еден месец. Директоре, да прашам нешто. Да. Убаво се дружиме, комуницираме. Една работа овие 2 години заборавив да ја прашам. Дали знаете кој последен пат сум бил редовен термин на било која контрола? Не знам ја, треба Никогаш. со лекарот да Никогаш. Може не ме води. Не, што те ова ја води. прашам како пациент. Никогаш. Затоа што мојот Зашто? лекар е пренатрупан со пациенти. И сега јас Точно. јас ми текнува 20 дена пред значи, вака истекот. сега, значи ако мислиш за матичниот диабетолог, секој матичен диабетолог од 1 до 5 пушта термини за следниот Мојот матичен не клика како што треба. Е па Сега што да правиме? Што да правиме сега тука? Ето, Значи, таа едукација кај фали. нас. Ке фати Е, не, што брзо. кај не, нас- оние Ама не, функционално. едноставно е, знаеш како е Не, тоа? друга Тоа збораме во- суштински, не се шала. Не, ја не се Матичниот шалам. лекар не прифаќа. Значи тука сега се имаш право да стандартизира. го менуваш матичниот лекар, Ма така? каде го најдам? Ќе го најдеш. Втора Битола. работа е кај нас. Битола да Имаме едно кутивче таму за поплаки и пофалби за секој персонал. Се читаат ли? Се читат. Не можам да ги читам. критикувам вашиот персонал. А, И сестри, не, во секоја доктори, институција така не треба. зборам за клиника да за се следи ендокринологија. квалитетот на работа. Посветена работа. сериозно. За да се следи квалитетот, не само Тоа е вистина дека било кој што влегува, јас самиот викам луѓе кои идат пациенти кои среќам, дошол само да му препише од било каде. Вика зашо дојде, мислам некој проблем, вика Значи, листата се Третирање продолжи. за Значи да се пациентот и за вратиме на тоа докторот. што го кажа и што многу убаво го кажа ти, значи нашава работа прашањето дали ние сме задоволни од таа работа што ја прави. Не сме задоволни. Не може да дојде пациент, докторе да ми препишеш инсулин сме. на универзитетска клиника, на професор, значи Да. да закаже Враќаме сега на термини, центрите. затоа ви викам. Што доктори Значи, недостасува? реорганизација на целата диабетолошка служба Мрежа. во однос на тоа што припаѓа на кој сектор, одно примарно, секундарно, Така, терцијарно. така. Еве, често дискутираме и со интернистите, не само што се во центрите за диабет. Тие на некој начин се запоставени во однос на диабетесот, обезноста и така натаму, него директно пациентите се упатуваат во центрите за диабет, што ги има, таму се. Колку се? Но- 35, 37, На колку? хартија. На хартија. 35 ги објави 30? Министерството. Да, Ја 37 12-13 знам дека функционира. функционира. Како што треба спорам. А што фалат? Доктори и сестри. Интернисти? Што? Да, значи затоа викам, а доколку и сега председателот на Сдружение интернисти вика, ние бараме и ние да сме вклучени проактивно. Зашто ние да сме бајпасирани? Зашто само во центри за диабет да одат пациентите од матичен лекар? Што е апсолутно во право. Во секундарно. Во секундарно здравство. Значи, кога примарно здравство и секундарно здравство Таква ли е патеката или Пат- не е во планот тоа? така е патеката за примарно здравство, за секундарно немаме, но ние ги имаме нашите Секундарно прашувам. нашите национални водичи за менаџирање на диабетесот, што подразбира дека сите центри за диабет, освен клиниката, се дел на секундарно здравство. Така. Но тоа така било во времето кога не сме имале ние 135.000 лица со постоечкиот капацитет да ги обслужиме нели нашите Тоа се пациенти. многу пациенти. Сега 40.000 на инсулин. затоа
Значи, Така. доволно е тие 40.000 на инсулин и коморбидитети и компликации за да се покријат во центрите за дијабет, односно многу потешките форми современата доаѓаат во терапија, терцијарно доаѓаат на здравство. терцијерно Супер ќе здравство. биде ова што слушам, ако успее побргу, Заеднички сите треба тоа да го интернисти пренесеме. да прегледуваат, затоа што диабетологот на крајот од денот како интернист е за терапијата инсулинска. Така. Другото се може било кој интернисија, колку што знам, може да прегледува апсолутно. да прави. Апсолутно. Диабетологот е околу инсулинот и околу посериозната терапија. Не, тие се интернисти и тие. Знам, ама он е за тоа овластен, зборам од Не, комисија. на жалост така се пренесува. Значи интернист, диабетолог е обврзан за се, да ги Извинувам, следи Не компликациите, зборам за другиот ЕКГ интернист. да ти направи, Доктор, да ти не. направи Доплер. Зошто не знам зошто не ме разбравте. Аха. Што викате ново, ова што е ново како Индија. Проактивно да се Општиот вклучат, интернист. да Да, исто, Тоа зборам, не. исто. Диабетологот Скрининг. е па скрининг го прави само инсулин да му даде на колегата или Во колешката. центар, да. Да, толку. Така е. Да му даде готов пациент. Е, Тоа е окей. Тоа ќе има повеќе термини. Добро, мене ми Затоа е викам, значи да ние треба да збориме како да го решиме Јас проблем. истото Не зборам, само да ова Па ја барам да се реши. министерот си се фиксирал за министерот. Шала малце. Не, не. Јас еве. Не, човекот не може да морам знае Не, не, не. Морам да Значи, цитирам министерот ти информацијата делегира што веќе задача. ја знаете од министерство дека нели велат дека се достапни сите термини, дека во сите 37 центри низ државата, дека се екипирани со ендокринолози, интернисти, специализирани за третман за лица со дијабетес. Затоа да коментирам, може ли изјавата? Класична политичка објава. Ништо Не. суштински, Слушај, ништо суштински препишена 6 години наназад кога нешто даваме ние корекција. значи многу На Сојузот едноставно. оди одговор. Има инсулини по аптеките, а нема. И сега Ајде. имаме 35 Може центри, да добро. нема инсулини Имаме како така. порано Не, кажу. зборувам за Аха, порано. да. Не зборам 6 години наназад 7. Па И заедно се значи овие боревме. сопштенија ние не ги ни слушаме веќе. Вие не ги Затоа што слушате. ние кажуваме Мене ми дајте беше се должност да побарам Благодарам. овера. Апсолутно. И за ја го коментирам Тоа е информација од сопштението на прва рака. министерството. Значи требаше да кажат колку од 35 центри стварно имаат термини за компликации и спречување на компликации. Тоа ни треба како информација. Така. Значи, тоа е одлична иницијатива, но прво треба да се направи план и програма дали имаме едуциран кадар како да работи во превенција на компликации. Еве, многу Да, добро да, знаеш да. за дијабетично Во стапало. центрите. Да. Има цела скрининг програма како ти да следиш една појава, односно компликација од типот на дијабетично стапало, стапало со ризик за улцерација. Па затоа имаме И најмалку. сега, Имаме таму план, имаме најмалку пациенти. точно е тоа, но за тоа ти треба едуциран кадар. Точно. Значи, чекор по чекор. Јас морам да најавам рубрика совети, па се враќаме во студиото. Што представува остеопорозата? Остеопорозата е системско заболување на коскеното ткиво кое што настанува со намалување на коскената густина, маса или со нарушување на микроархитектурата на коската. Заради тоа коската станува попорозна, пошуплива и лесно кршлива дури и при најблаг пат и удар. Во текот на животот, коскеното ткиво постојано се разградува и обновува. Кај остеопорозата овој процес е нарушен, е дестабилизиран, односно е зголемена концентрацијата на разградување на коскената маса во однос на обновувањето. Остеопорозата повеќе ги таргетира жените, и тоа во периодот на менопауза. Причина е наглиот пат на хормонот естроген, хормон кој што природно ги штити коските. Остеопорозата најчесто нема рани симптоми и затоа се уште се нарекува тивка болест. Која суплементација се препорачува кај остеопороза? Суплементацијата кај остеопорозата не вклучува само еден елемент. Потребен е синергистички ефект со повеќе микронутриенти кои меѓусебно се надополнуваат. Еден од нив е калциумот. Калциумот е градежен блок на коскената матрица.
99% од калциумот се наоѓа во нашето тело и тоа во коските и забите. Калциумот во зголемена концентрација е подобро да се зема во поодделни дози. Доколку не се внесува доволно калциум, потребна е дополнителна суплементација со додаток. И тоа не било каков калциум, туку калциум цитрат, кој што има висока биорасположливост и зголемена апсорпција во нашето тело. Витаминот D е клучниот клуч за калциумот. Без присуство на витамин D немаме врзување на калциум. Модерната медицина ја популаризира комбинацијата на D3 со K2. Доколку D3 витаминот е носач на калциумот, тогаш K2 е сообраќаец, односно го дава правецот на калциумот во насока на коските и забите. На тој начин спречува создавање на калцификати. Коските не се направени само од минерали. Тие имаат и органска матрица во својот состав. Колагенот е особено важен во секојдневната суплементација по третманот на остеопороза. Со употреба на колаген добиваме дополнителна флексибилност и жилавост. Без колаген коските би биле како креда, екстремно тврди, но и екстремно кршливи. Колагенот најдобро е да се зема на празен стомак секое утро во течна форма. Солгар 7 е премиум препарат кој што е одлична поддршка кај лицата со остеопороза. Освен што дава поддршка на коските, исто така ги потпомага зглобовите и мускулите. Во својот состав покрај колаген содржи босфелија, естерифицирана форма на витамин С, како и куркума. Куркумата и босфелијата ја супремираат болката и ја подобруваат мобилноста. Какви совети би ни доделиле во третманот на остеопороза? За да извлечете максимум од овие производи и да го заштитите вашиот организам, придржувајте се до следните правила. Златното правило за калциум. Помалку е повеќе. Човековото тело може да абсорбира 500 мг чист калциум. Затоа, доколку е препорачена поголема доза, поделете ја во две еднакви. Соодносот со магнезиум има голема улога. Затоа треба да се почитува соодносот 2:1 калциум во однос на магнезиум. Иако остеопорозата е заболување на коските, не се исклучува и советот за спортски активности. Пешачењето, кревањето на лесни тегови, качувањето по скали се од значителна придонес за одржување на здрави коски. Диабетесот може би не привлекува големо внимание како онколошките случаи, како ретките болести, меѓутоа погодува огромен број на луѓе и создава тешки компликации кога системот потврла. Како Националната комисија има влијание на решавање на системските проблеми и што е функцијата всушност на Националната комисија? Значи, Националната комисија, како што рековме, е тело кое е формирано од Министерот за здравство и целта е да ги следи, да следи работата на сите лекари што се вклучени, значи, во работата со диабетесот, значи центрите за диабетес, односно диабетолозите, во однос на менаџирањето, односно првенствено терапијата на диабетесот според постоечките водичи, односно национални водичи. Последните ни се од 2023 година и понатаму да ги следи трендовите светските, односно да ги имплементира по можност во соработка со Министерство за здравство и фондот, трендовите во современата терапија, односно современите помаки. Се состанувате почесто? Се состануваме 2 пати месечно како комисија, експерти, сите доктори на науки и значи ги анализираме состојбите, поготово за терапијата како со инсулини, така со современата терапија, специјалната терапија, односно следењето на помагалата од типот на сензори, глукометри, односно
инсулински Го пумпи. слушате гласот на пациентите, секако Ние предпоставувам. секогаш сме Сте во во соработка соработка со со Сојузот? нив и секогаш ги слушаме нивните потреби, односно барања и проблеми секако, значи проблеми има секогаш и секаде, но големите проблеми мислам дека пред неколку години ги решивме, само да набројам неколку, значи ладниот ланец што беше прекинет, повторно го вративме, тоа значи нели од транспорт на инсулин не се знае, се сеќавате пред неколку години, Со значи паралелниот увоз. да, паралелниот увоз. Сето тоа беше многу важно да пациентите ја вратат таа доверба Довербата. дека инсулинот е многу Дека е сигурен, сигурен се наоѓа во и аптеки ладниот. и инсулини во кои што Второ, немаше инсулин така. еден период. Второ понатака, Ретко, значи ама се воведовме случуваше. второ генерацијски инсулини, што да речеме во соседни земји како инсулински аналози збориме, од поновите што ги има и светот, што во соседните земји како нели Албанија или Косово многу се поназад во однос на Сето тоа иновативна одлучува на терапија, националната. предлози така, дававме, но националната комисија, значи викаме советодавно тело на министерот. Значи правиме нели според буџетот што го Стратегија, дава така. владата, односно што го има министерството, ние даваме предлози како да се распоредуваат тие средства според постоечките нели пациенти на терапија, односно кои би биле трендовите за следните 2 години на преваленца, односно за таква терапија. Значи негде околу 95% отприлика сме биле прецизни. Понатаму воведовме нови формулации што ги следевме. Воведовме првпат сензори Да, за пред 2 сензорите години, сакам да 650 слушам. сега со новиот Колку се? 800. 800. Значи сите тип 1 до 25 години се покриени и тие што Ако се се бира, значи сите млади, тип зборуваме, 1 диабет, млади се тие и до 25 години Добро. сите се покриени, а тие што се тип 1 нели повозрасни, тука сме ставиле како критериум компликации. Сега, може да име повеќе ќе кажеш што тие имат иницијатива според нели да не одиме подалеку словенската нели пракса. Може сите лица со тип 1 што ни се 3500 ќе имат потреба за такви помага, затоа што ние како експерти, диабетолози докажуваме дека со таквите CGMS апарати, сензори, да речеме, што Подобро мерат се континуирано подобро се шекер, одржува, се значи имаме регулира болеста. подобро одржување на болеста, По квалитетен живот и помала доза. И Затоа здравството што- заштедува. Точно. Затоа што Нема компликации. стравот од хипогликемика еден пациент скоро да е 0. Затоа што тие предвидуваат дури и ризик од хипогликемија или нагла хипергликемија. Така да, неколку работи одиме напред, но Тргна напред. тргна Да. Задоволни напред. ли се пациентите? Што барате? сега проблемот е што мораме да заеднички повторно ги анализираме тие недостатоци како да ги средиме. Морам да потврдам дека Парите се Тоа е- тие, толку Парите секогаш или- парите секогаш се дават за да има и за останатите. од влада, прашувам. но има секогаш плус Буџетот. барања, нели, може министерот да не се сложи да каже не е доволно ова според укажувањата. Сега, тоа што збориме ние, што беше заедничка наша иницијатива, а и директорот на фондот неколку пати го има кажано, наша идеја беше Мгм. да неколку лекови што нема потреба со специјална програма од министерството да одат, да се превземат, значи како со референтни цени. Тука исто така и за сензорите сме дискутирале, ако тие се ги зема фондот, односно целата терапија доколку е можно, ќе се олесни, нели, целата постапка Мгм. за терапијата за диабетес. Сега се сетив А за да ние Оземпикот. За Тие да се ние ставени после на имаме програма? работа само со стратегијата. Извинете. За сега се сетив за Оземпик. Да. Тие се Значи, на имаме- програма ставени Тој пациенти. не, он е во програма на министерство, значи во
инјектибилна форма негде како Оземпик што кажувате вие, негде 1800 пациенти и како таблетарна форма Рибелсус негде 600 пациенти. Значи околу 2400 И пациенти одат на програма на програма на министерство. Бесплатно ги добиваме Бесплатно. теките, да. Но тоа имаме строги индикации што ги има направено Националната комисија за дијабет. Значи тој лек, освен за обезни или со дебелина, мора тип 2 дијабет да имат и коморбидитети. Дали А срцево првично е дебелината? дијабет, првично првично, одлучува? значи дијабет, и дебелина и коморбидитети. Мгм. Така да тоа е постоечката, нели, постоечките критериуми каде што Мгм. има потреба. Исто така и тука зборуваме, значи, нажалост нашите пациенти тоа што кажуваат Дија. Значи, нашите пациенти, но сегде во светот тоа се кажува, значи, 1/3 од пациентите имат компликации. Дали коронарна артериска болест, дали претходен инфаркт, дали стент, дали срцева слабост, дали хронична бубрежна болест, дали други коморби, и тука, значи, новите лекови што се, нели, Лечиме ние последните, коморбидитети наместо да одиме во прва линија на одбрана со превентивата. точно. И Најслаба тука, алка очигледно не само за така, дијабетесот. така. За сите И болести. тука веќе збориме, често пати збориме, ја често јавно го кажувам тоа. Подобро третирај ризик фактор, да речеме како што е ризик фактор, еден од главните ризик фактори е дебелината. Третирај дебелина за да спречиш појава на дијабет тип 2. Ајде, Диме, нека каже пациентите задоволни ли се со ова, со сензори, со од Земпикот, и баш ме интересира околу Центарот за дебелина, после да ми каже. Вака, состојбата во Македонија не ова дека не знам како го кажам, или значи ние кога зборуваме сега со докторот и кога реагираме, ние реагираме за стварно Ама и добро си добра соработувате состојба. со него. Не, на Бидејќи Македонија, секогаш ве фалат. не, друга сме намерата, Денеска околу нешто. достапност до Мора терапии. малку во јавност мора да се кажат проблемите, нели? Значи, достапност до терапиите, основно се свинуваме сензорите, глукомерите, ве па ги управивме конечно. Така. Даваат квалитет според стандард европски, кој што треба. Ретко кои се жали веќе на тие глукомери. Да, имаше порано, И сега 2-3 различно покажуваат. Не, овие сега Да. Сега И овие тоа се, не е многу овие важно. се лиценцирани и ние ги добивме како донација кога имаше проблем со претходните. Зборуваме за современа терапија. Јас кажав претходно, да повторам, јас сакам уште посовремена побрга да донесе државата. Сега следниот тендер 27 очекувам иде на програма за рефундација да се донесе третата генерација, односно овие 2 пати, 3 пати неделно што се буцкаат. За тип 2 зборам, па и за тип 1. Околу сензорите и околу антидиабетна терапија или специјална терапија, ние што зборуваме? Нас и докторот, некојаш доктори не сваќаат дека ја напаѓаме, напротив. Ние процентот што го имаме, фала многу, го имаме, меѓутоа е нисок, не правиме ништо. Генерално зборам за сликата во Македонија. За поединци правиме. Сако зборам поединци, овие 850, 800 луѓе со сензори, помпи инсулински да ги спомнам, се зголемува тип 1. Се лица со тип 1, индицирани. Исто според возраст индицирани. Не, тоа индицирани се Да, има строги претежно се индикации, млади, да. Сега ние што бараме? имат предност. Ние бараме бројката побрзо да расте. Начин има повеќе. Едната е да префрне се во фондот, кој што се Словенија, Хрватска, одат во фондот. И они сега пристапуваат вака. Прво добива секој лице со тип 1, добива по правилник, некој, јас сакам да речем правилник. Може протокол. Се извинувам, преку условен буџет се добиваат овие сензори или не, Не, преку Министерство за здравство. Тоа е на фондот за здравство во тие држави, фондот го прави. сега. Сега моментално е Министерство за здравство Така. и го даваат на тие, вообичаено консултираат за некакви промени, измени и консултираат комисијата. Специфични состојби некои на луѓе, еве што станаат тие сензори што ги одбија младите и децата, тогаш комисијата не повика, дајте ни идеја, Да прошириме. што сакат, имаме не знам колку сензори,
Не важно, и викаме дајте ампутација и диализа. И они што ќе прифатите, тоа е важно, дајте ги. Им ги дадо на луѓето. Тоа е факт. Но што сакаме ние сега да надградиме, овен процес што треба да тераме, не е критика, ние мора да донесеме, односно комисијата, се извинувам, комисијата е овде што треба да научниците, клиниката, како и да е, да донесе медицински правила и протоколи кои што има во Словенија. Секој лице со диабетес тип 1 добива од 0 до крај. Добива можност да земе сензор без пари и пумпа. За сензорот ќе зборам. Тоа го има во препораките. Има правило. Тој пациент бесплатно ќе добива додека се држи во time range. Тоа што викаме ние. Значи, ако пациентот не се држи заради него, негова комоција, јадење, пиење, неспортување, така натаму. Нека од комодитетот. Така. Да си тој ќе плаќа после. Во Хрватска и Словенија имаат процент на доплата. Има модуси. Ама има од комисијата научи. Да. Тие се модуси каде што не сме стасали. Доволно е да почнеме со референтна цена. Само да кажам, ако може референтна цена, најниска цена, да понатаму доплача. Во однос на пари, ние не зборуваме за пари. Јас како председател на Сојуз на сите сум кажал. Нема во пари е прав прашање. Да, ама ја не разговарам, ја разговарам за пари. Словенија има 10 пати поголем буџет на здравство од нас. Не, сакам да кажам. Доста големија буџетот годинава. Да, затоа имаше и изголемување на новите технологии. Само да кажам. Да кажувате, меѓутоа слушнете на стварно. Апсолутно те слушам. Ние бараме медицински протокол кој што ќе кажува за да се заштеди. Така стаселе Словенија. Значи, на 3 месеци, кога прегледувате или на 6, како се прегледува? Па зашто Словенија да земеме, ние имаме АДА, ЕАСД протоколи. Протоколот не, начинот, политиката, одлуката. Не се држиш од time range. Имаш проблем, ќе го плаќаш 20%. Да казниш ти пациент, не казнуваш. Тоа е казнуваш. Не, треба да мотивираш да не го прави тоа. Не вака грубо да звучи, дека сега сите треба. Не реакција. Намерно ми го зема. Видите, не е намерно. Ако јас добро е, предлогот ти е добар. Не сакам предлогот ти е добар, но ние кажеме како фела, како развиени земји, кои што ево кажавте, ако развиени земји со буџет, повисок од нас, го вовеле тоа и луѓето го прифатиле, и ние ќе го прифатиме? Апсолутно. Извинете, доста тој ќе рече некој нешто, па ќе рече. Како нема рече, се алкохоличар. Зашто комплицираш? Еве, баравте ли за сите тип 1? Да, бараме уште. Го поддржуваме или ние? Го поддржуваме. Како да стасаме? Прашањето е како да стасаме до тип 1 побргу до CGM. Значи, мора да се стави и мулти, тоа што го спомнав преска Министерството кај нас, устав и закон е крута институција владина. Друго е фондот, ако ги земе сензорите, ќе разговара за референтни цени, за рефундација, например, на некој... Ако си купи некој да му рефундира. На тој што ќе му треба. А во принцип да расте бројката годишно, не на 2 години, 3. Годишно да расте бројката на лица со диабетес тип 1 што ќе добијат сензори. Добиме сензори. Знаете што е доброто сега во Македонија, да ви кажам? Со овие 7 години заедно што го направивме. Кога почнавме да зборуваме за сензори, имаше 1 или 2 со пумпи што ги даваа, така? Регистрирани. Сега знаете колку има денес регистрирани сензори во слободна продажба во Македонија? 8. Па тоа е, значи, затоа тоа е доброто. 8 типа. Не, 8 производи на сензори. И пазите, тоа е доброто во Македонија. Ево го 9-ти сензор сега е, и тоа е еден од подобрите, се регистрира. Достапни се во Македонија. Зборувам сега од друга страна. Легално, заштитени. Да, регистрирани во Малмет. Ние порачувавме преку пошти, брзи пошти, не знам како, и не можеш да го вратиш производот, ако е расипан. Сега не. Сега има можност. Сега, околу терапијата исто. Ние сме срекни и баравме, и добро е што фондот се нафати. Час поскоро да биде, јас на директорот му реков, ќе бидам среќен и од ноември да почнеш 26-та, зборам за 14 ноември, да ни кажеш, ево денеска се што е антидиабетна терапија ќе биде на позитивна листа. Зошто? Затоа што има пациенти што се спремни со партиципација да дадат. Тој што ќе добива бесплатно, нека добива. Него да биде, зборувам за модели. Ние мора да се менуваме покрај ова што го зборува докторот, точно тоа треба правиме. Нив да ги слушаме, меѓутоа системот да одговара. Зборувам за системот кој викаме
здравствената политика, здравствена економија. Секојаш Инаку, зборуваме за Ќе систем. дозволите малце на несериозна, ама ја крајно сериозно сваќаме изјава. Тоа е министер за финансии кој ќе прашате, викаме, не е проблем, пари нема. Какви пари зборуваат? Добро, јас повторно најавувам совети и да привршуваме. Како можеме сами да си помогнеме со исхраната? Велиме дека јајните клетки и сперматозоидите се создаваат од она што го внесуваме во нашето тело. Доколку внесуваме здрава храна, ќе имаме здрави јајни клетки и здрави сперматозоиди. Доколку внесуваме преработена нездрава храна, пестициди и микропластика, ќе имаме нездрави јајни клетки и ќе имаме нездрави сперматозоиди. Што во сушност се препорачува? Кратко и јасно медитеранска исхрана која што е типична за нашето поднебје. Тоест, исхрана со здрав облик на протеини, месо, масна риба, јајца, млечни производи. Овошје и зеленчук, кои што треба добро да бидат испрани од пестициди, тоест секој овошје и зеленчук треба убаво да биде одстоено барем 5 минути во вода со сода бикарбона за да се одстранат пестицидите кои што во нашето тело се однесуваат како ксенохормони или ксеноестрогени и прават хормонален дисбаланс. Омега-3 масни киселини и здрави масни киселини, како што го има во масната риба, како што го има во маслиновото масло, во јаткастите производи, кои што е све типично за нашето поднебје. И исто така, редовна физичка активност, како што и кажав и во еден од претходните совети, минимум 20 минути до 30 минути дневна физичка активност, која што на долги стази ќе направи многу повеќе за нашиот антиоксидативен систем што природно го имаме во организмот. Затоа, малите промени секојдневно повеќе ќе направат за нашата плодност отколку големи фамозни терапии или третмани кои што им чинат многу пари и обично и не носат до посакуваната цел. Зошто толку расте бројот на диабетес тип 1, да кажеме, кај младите? Што е причината? Не, тип 1 обично Не не расте расте толку? многу. Тоа е, Два, значи. да. Тип Која 2 е причината за проблематичен, тип 2? затоа што Дебелината? нели имаме, ние ги нарекуваме фактори што се модифицирачки, што нели можеме да влиеме, и фактори генетски што не можеме да влиеме. Така. Сега, на жалост овие факторите на лошите навики, нели седентерниот силно влија. стил на животот, лошиот начин на храна со многу калории, неквалитетна храна, Недвижење. не доволното движење доведува до појава на дебелина, инсулинска резистенција и така натаму, што понатаму води кон предиабет и диабет тип 2. Уште на тоа се надоврзуваат другите ризик фактори како хипертензија, нарушени компликации се и сето зголемуваат, тоа, но така. доброто е што ако навреме се интервенира, значи ризик фактори, нели генетската предиспозиција, нели жени што имале за време на бременост диабет и сето тоа, треба да се земат предвид, значи кај такви групи да се превенира појавата. Но ова Да е не дојде до... светски проблем. Значи, Апсолутно. расте бројот, значи експоненцијално, затоа значи треба да се подигне нивото на свеста, затоа што диабетесот тип 2 може да се превенира, но бара системски да се справуваме. И сериозен И пристап. сериозен, со едукација на општата популација Ама првенствено. едукацијата на кој ниво? Јас затоа викам, значи ако не се вратиме повторно на лажицата, значи ако Така. цело време ние одиме со преработена храна, со Сендвичи. фастфуд храна, со газирани пијалоци, со многу шекери, нашата Они зборуваат како обезност, зборам издруженијата и се. да, збориме како да зборам превенираме за диабет. диабетес. Од обезност тргаме и од пред тоа од Да. диабетес Ирфан има зборувано. Ние сме Една Исто. работа само да При крај. кажам. Значи они викаат во училишта, во градинки, Да. нови правилници се. така да се Ево, тргнем у први. моје комши има градинка, у градинкава и у школа имам. Спрема школата 4 пицери, 4 скари. Јадењето тука треба на школа на како што е на изгледа запад. разбирате? Данок на
Извини. Па тоа и храна училиштата која што треба е да си Не, го не, насметнат. неквалитетна. Не е во училиште, бе. Разбирам, Околу. ама Преку пат у куќа е, кај ќе му забраниш? е така. Бројчилница со не знам, пивце, со сокче, со кока-кола. Добро, овој центарот за дебелина има ли Да, влијание? апсолутно, Уште нема здружение да апсолутно. му досеќа. Како? Нема пациентско здружение ти досеќа. Не, јас пошто ние Нема се шело. како јас сум претседател на Сдружението за дебелина Пациентско и збор. сме представници на Европското здружение за Аха. дебелина. И мислам за овие 3 години направивме многу, не само нашиот центар на клиниката, него уште 2 центри се веќе регистрирани во Европското здружение за дебелина како центар за менаџирање на дебелина. Сега, успеавме за кратко време 9 центри да регистрираме за менаџирање на дебелина во Македонија. Што е ајде да Кратко речеме време, еден да, голем чекор Да. за да се препознае дебелината како болест. Сега, А се јавуваат по ли несреќа, пациенти? среќа, да, секој ден Да. ние имаме термини исто како за дијабет и доаѓа во несреќа, среќа што доаѓаат на вистина обезни и тоа со класа 2-3 ние викаме што се многу обезни. И се препознаваат ваквите центри како надеж, односно како нешто што треба да се интервенира и од наша страна, но и самиот пациент да побара кај нас нели помош како да пристапиме, односно да го третираме дебелината и имаме нели секогаш се базираме на алгоритмите, така, докаде со интервенција во стил така. на живот и сето Така. тоа, потоа фармакотерапија, лекови и соработка со абдоминална хирургија за така наречена баријатриска хирургија за тие пациенти кај што сметаме дека им е потребна таа интервенција и за интервенција пофалба на е желудокот, веќе зборуваме. повторно нели ние доставивме барања да формираме мултидисциплинарен тим за баријатриска хирургија која што беше нели дадена одобрение од страна Министерство. Колку Министерот. пациенти до сега се поминале низ дигестивна хирургија? 30 на пациенти и исто програмата е преку фондот за здравство. И сите се успешни, Тоа условен сите буџет како ги се следите. нарекува Така, и значи тоа е целта на тимот да се следи мултидисциплинарно. така. Што ќе им порачате на пациентите, што на лекарите, еве, двајцата, Да. во област на едукација, превенција, не знам. Значи, самиот пристап е сменет последните 10 години и викаме пациентот е во центарот. Дали да се работи за дијабет, дали да се работи за обезност. Ако е пациентот во центарот, ние сме за пациентите. Ние ги слушаме нивните барања, нивните потреби, ние со нив соработуваме, затоа што кажавме, дијабетесот е една хронична болест. Долгорочна болест, доживотна Што болест. треба да се следи цел живот? Што треба, но и треба да се соработува. Често пати не може добро на крај да го кажам, се случува пациентот да не ги кажува дури симптомите, доаѓа на преглед, не кажува дека има проблем со стапала, да речеме. Има проблем со видот. Значи, да се ослободат, кога доаѓаат во амбуланта, кога одат кај лекар, да ги кажуваат проблемите. За да навреме се превенираат прогресијата на компликациите. Апсолутно согласувам. Јас исто пред неколку време го кажував. Значи, сета работа за нас пациентите Да. почнува со квалитетна информација кон докторот. Че кога влегувате кај матичен еве, па и после кај специјалист, кажете го најнародски, најопшто, не треба да знаете вие медицински изрази. Кажете му, немам осетна стапало, ме гуши, ме боцка, окото лево ми тече солзивно. Че кажете го, докторот е тој, почнуваме од матичните лекари, секундарно па и терцијално, кој што ќе види што е. Некојаш инфекција, некојаш ќе ви каже што е. Ниеден доктор ја не сум сретнал до сега, нити пациент, да некој му рече, нели, не е тоа така. Сите со диабетес мора да живеат со тоа што треба. Најдобар доктор за лице со диабетес, тоа исто го сватив, Самиот тој. самиот тој најмногу, затоа што ние, за мене лично што ги имам јас сега, моите состојби, сум прочитал, сум видел доктори, сум сретнал, самиот знам како треба менаџирам.
Ако веќе многу отстапува, тој темиренч, а не знам зошто отстапува, значи не е храна, не е физичка активност, Тесто нешто се придержувач. случува, еве и доктор Ирфан тоа го знае лично. Знам од 10 навечер да му се јавам, доктор извини, пријателски, и ми дава совет. Се зборам, ако ме гушел, ако сум се потел без основа, кишо, знам дека нешто шекерот прави со диабетесот. Втората работа е комуникацијата со докторите. Тоа секогаш го кажам надвори од законот за културно однесување со доктори, че не може кога влегуваат дури и доктор кога е, тоа сум приметил, општ лекар зборува, кој лекар да речем, како пациент слуша, кој е пациент, но слуша затоа што тој знае, затоа седи од таа страна како бел мантил, што треба да направи моментот. Ти имаш емоции, имаш стравови, имаш своји бариери на кои што ќе пристапиш. Многу важно е докторите. Знам дека се преоптеретени. И терцијално и секундарно. Ја знаете, сега прв пат ќе спомнам една работа, што ја кажав година дена наназад. Не дај Боже на директорот на ендокринологија во Скопје да му текне да ги скрати овие термини сега, да рече ќе правиме наука, не струка. Сериозно? Знаете што ќе стане? Значи, ќе биде, зборам за една ситуација, решава наука, ќе истражуваме, ќе правиме документи. Ќе биде многу лошо. Не го прават тоа. Меѓутоа, дајте да дозволиме, бидејќи кажавме, еве, матичните лекари знаат што е диабетес. Секундарците знаат. Еве, добро е оваа информација, од денеска ќе поддржувам, ќе пробам и со Сдруженијето, председателот на Сдружение интернисти да воспоставам комуникација, помарко да промовираме сите интернисти да работат диабетес, а само тие што се сложени или сложена состојба некоја, да ги праќаат натака. Мислам дека ќе се олабави потребата од термини и дополнителни прегледи. Точно. Јас само да кажам дека поготово универзитетските клиники и обврска имат значи освен струка да продолжуваат со образование и со наука. Никако не смееме да го запоставиме ние нашиот образовен процес. Да не бидеме жртва на исполнување на музички желби, на случаеви што и на нефункционирање на верувајте регионалните на запад, пошто ние сме одели на едукација на запад. Таму, значи секој пациент што влегува на такви универзитетски клиники е или вклучен во клиничко истражување или е примен за да се едуцират кадрите. Добро, јас ви благодарам на разговорот. Многу ви благодарам. Дариме.